Славењето на Свети Климента за нас има сеопфатна димензија, духовна и просветителска. Не случајно Свети Климент е патрон на нашиот Битолски универзитет, на што сите ние треба да бидеме бескрајно горди. Секоја прилика треба да ја користиме и да изнесуваме податоци кои ја откриваат и дооформуваат Свети Климентовата книжевна дејност и нејзините димензии. Ете во оваа прилика го одбравме Богородичниот циклус, кој што го сочинуваат пофални и поучителни слова, посветени на Пресвета Богородица. Во првата група, според квалификацијата, влегуваат поука за зачнувањето на Богородица, за раѓањето, за празнувањето на Благовештение, поука за успението на Богородица и едно пофално слово за успението на Богородица. Во втората група, која ја квалификуваме како незасведочени Свети Климентови слова, среќаваме и едно поучително слово за успението на Богородица. Овде уште мора да го напоменеме фактот дека и во првата група, која ја нарекуваме засведочени Климентови слова, бидејќи автор е Свети Климент, освен во малкуте преписи од пофалното слово за успение на Богородица, во насловот на словата не стои името на авторот. Нивното авторство во овој случај го потврдуваме преку применети методи на анализа, споредба, јазична и стилска аргументација и компарација на употребуваните фрази. Значи, го прифаќаме фактот од сите досегашни проучувања и анализи, дека за прв извор на овие слова и поуки се смета општото слово заповеди за празници, како модел образец врз кој се изградени другите творби. Свети Климент е личност на милениумот и востановувач на нашите цивилизацијски вредности.